Мора да го гледаме процесот како се развива. Грчката страна код Зијаш имаше средба со генералниот секретар Гутереш и на таа средба е кажано официјално според Грчкото министерство за надворешни работи дека прво се разговарало за реформите во Обединетите нации како приоритет и второ прашање е името на Фирум, така стои на сајтот, значи името на Македонија. Третиот приоритет сега е спуштен Кипар. Досега приоритет број 1 беше Кипар. Тоа значи дека можеме да претпоставуваме и двете страни сега се наоѓаат во некој вид дипломатско менгеме и се притискаат да се седне и да се потурне овој процес напред. Да не заборавиме дека пред 3 или 4 дена во Лондон се сретна преговарачот од грчка страна амбасадорот Василакис и посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц. Што значи дека Нимиц од Лондон носи грчки пораки до Гутереш, кој сепак го води овој процес. Номинално, генералниот секретар го презема жешкиот костен. Што би значило оваа условена препорака? Според мое толкување, мислам дека станува збор за името. Значи, да влеземе во НАТО или да ни се упати покана под привремената референца. Па потоа или да почнеме преговори, да отвориме барем едно или две поглавја, што би било признавање на реформскиот курс на новата влада, односно на 369 планот, и во понатаму од 2018 година да почне да се решава и ова прашање. Но името дефинитивно е влезено во нов процес, односно во на што го зборуваше Димитров пред известно време, ги бараме модалитетите. Мислам дека веќе ги гледаме. Она што го пишува, го погледнавме во прилогот на колегата Ивица Стојановски, зборувам за германски Франкфуртер Allgemeine Zeitung, во она анализа која вчера објавија, дека не станува збор само за промена на името, туку и промена на јазикот и на народот. Весникот може да шпекулира што сака, веројатно ќе следи некоја реакција од Македонското министерство за надворешни работи, оти обично кога вакви работи се пишуваат јавно, следува и демант. Можно е да се повикуваат на висок извор, но можно е да ги избрифирале така, па сега создаваат, тоа е сепак новинарска приказна, не е официјален став. Можно е да се водат различни игри. Ние што кој го водиме овој процес како новинари, до сега сме наседнале на многу вакви трикови. Имало многу пакети, но и сме погодиле многу работи, односно сме имале доверливи извори. Идентитетот, јазикот бил ставен на маса. И тоа самиот Нимиц го признава. Еден пакет беше од Нимиц токму таков. Во октомври, не знам точно која година, но октомвриски пакет се викаше. Влезе и јазикот и идентитетот. Интересно е што очигледно дека ние сакаме повеќе да се повлекуваме сега во оваа фаза, штом најавуваме промена на името на аеродромот, чие име од Петровец во Александар Велики помина пред Меѓународниот суд на правдата. Меѓународниот суд на правдата во Хаг, тоа е суд на Обединетите нации, каде што се експерти суди, експерти од целиот свет, кажа дека членот 3 од времената спогодба не е прекршен, туку Македонија само си го испочитувала својот устав. Сега имаме ситуација Македонија да го ескивира уставот и да оди понатака како гест на добра волја. А што тоа ќе значи, навистина е потребна длабока анализа и информации, но во конкретниот случај ги неаме.